Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NEO FM 103.7 in Newcastle in Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и нешто и за здравието. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкастел, Австралија, Пеце Вртковски. А сега да ги проследиме и соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Вторник, 3 јуни, е празникот Константин и Елена. Службата од 9 сатот сабајлето. Сабота, 7 јуни, е за Душница. Недела, 8 јуни, Свети Тројца, 50-ница, слегување на Светиот Дух. Понеделник, 9 јуни, втор ден Духов ден. Вторник, 10 јуни, трет ден Духов ден. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 28 и недела на 29 јуни. Сите заинтересирани да бидат членови во нашето македонско пензионерско друштво Гоце Делчев од Ньюкастел може да си плата својата чланарина по цена од $10 за ова година. Исто така чланарина може да си платите и за македонската заедница при Македонскиот културен центар овде во Ньюкастел по цена од $15 по лице. Школо и игрорна група. Придружете се на часови по македонски народни игри и танцови, да ги откриете енергичните ритми и традиции на македонската култура преку овој танц. Дојдете секоја среда од 5 сатот попладне во нашиот македонски културен центар на 14 Скул Стрит, Бротмедо, за да научите традиционални македонски ора во забавна и пријатна атмосфера. Еве зошто треба да се придружите.
Прво, поврзете се повторно со нашата македонска култура. Воздигнете го богатството и наследството на Македонија, а потоа пренесете го на идните генерации. Второ, запознајте нови пријатели, изградете нови трајни пријателства со наши луѓе во заеднички интереси. Трето, останете активни и здрави. Танцувањето е одличен начин да останете фит, додека се забавувате со пријатели од македонска заедница и пошироко. Четврто, научите нови ора и начини за како да се приклучите во свадби, прослави и гранки во македонската заедница, преку овие ора и танцови. За сето ова не е потребно искуство. Сите возрасти се добродојдени, вклучувајќи ги и најмалите деца, млади и возрастни, сите сте добродојдени. Ве очекуваме сите заинтересирани секоја среда од 5 сатот попладне во нашиот македонски културен центар во Њукастел. За повеќе информации околу ова, обратете се на Facebook страницата на македонската заедница Њукастел. Како што сите знаеме, се одржува ручек во нашиот македонски културен центар секој вторник од 9:30 до 1 сатот после ручек. Прво се игра бинго од 10 до 11:30, после се дава ручекот. Сите заинтересирани за ручек во вторник, јавете се кај Сузи Лајмановска на 04 31 11 7602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Да проследиме нешто и за големиот празник Свети Константин и Елена. Родители на Константин му беа царот Констанци, Флор и царицата Елена. Флор имаше уште деца и други жени, но од Елена го имаше само овој Константин. 3 големи борби имаше Константин кога се зацари. Една против Максинци, тиранин во Рим, друга против скитите на Дунав и трета против византиците. Пред борбата со Максинци, кога Константин имаше голема грижа и се сомневаше во својот успех, му се јави сред бел ден блескав крст на небото, сиот закитен со звезди, а на крстот стоеше напишано: со ова победувај. Воскитен царот нареди да му исковат голем крст, сличен на тој што му се јави, и да го носат пред војската. Со силата на крстот тој истекна славна победа над мојниот непријател. Максинци се удави во реката Тибар. Веднаш потоа Константин го издаде проучениот едикт во Милано во 313 година за престан на гонењата на христијаните. Откако ги убеди византајците, тој изгради прекрасна престолнина во Босфор, која што оттогаш се нарече Константинопол. Но, ова пред Константин западна во тешка проказна болест, лепра. Жреците и лекарите го советуваат да се бања во крв од заклани деца, но тој тоа го одби. Тогаш му се јавија светите апостоли Петар и Павле и му рекоа да го побара епископот Силвестер, кој што ќе го излечи од страшната болест. Епископот го поучи во христијанската вера и го крсти, и проказата исчезна од телото на царот. Кога во црквата настана раздор заради смутливиот еритик Ареј, царот го свика првиот Вселенски собор во Никија во 325 година. Овде се осуди ереста, а се утврди православието. Благочествијата мајка на царот Светата Елена ревнуваше устредно за верата Христова. Таа го посети Јерусалим и го пронајди честниот крст Господов и на Голгота ја изгради црквата на Воскресението и уште многу други цркви по светата земја. Во својата 80-та година оваа света жена се представи кај Господа во 327 година, а царот Константин ја надживеа мајка му за 10 години и се упокои во својата 65-та година, во 337 година во градот Никомидија. Неговото тело беше погребано во црквата на светите апостоли во Цариград. Нешто и за Дувовден. Недела 8 јуни е големиот Господов ден, Духов ден. Тоа
сушност роденденот на Светата Црква Христова. Службата започнува од 9 сатот. После службата се извршува призив на Светиот Дух преку молитвите кои ги читаме. По службата ќе се изнесат и крпите и другите алишта да се земи секој кој има желба. Ќе бидат изнесени во црковната сала. Духовден е слегување на Светиот Дух врз апостолите, Света Троица, Педесетница. Сите овие термини се однесуваат на празникот кој всушност представува роден ден на црквата. Според Христовото ветување, Светиот Дух во вид на огнени јазици слегол врз апостолите и тие примиле сила одгоре. Денес се случува и потполно откровение на Света Троица, па затоа и празникот се нарекува со тоа име. Празникот се нарекува и Педесетница, бидејќи се празнува 50 дена после Великден. Духовден или Педесетница. Подвижен празник, еден од најголемите 12 христијански празници, еден од најсветите празници во христијанството, во кој се слави слегувањето на Светиот Дух врз апостолите на 50-тиот ден од Христовото воскресение. Овој настан представува исполнување на старозаветните месијански пророштва. Педесетница се нарекува уште и крај на празниците, ден преку кој се довршува историјата на спасението, отворено преку Исус Христос, токму поради тоа што православното учење како една од службите на Месијата го наречува токму крштевањето преку Светиот Дух, односно неговото излевање врз човештвото. Иако Духот делува и пред и под Педесетницата, на овој ден тој се покажува на својот ипостас и се со цел самата историја на спасението да се направи совршена. На овој ден започнува економијата на Светиот Дух. Тој е оној кој го собира Божиот народ во телото Христово, односно црквата. Обичај за духовден кај јужните Словени. Овој празник, како и Великден, се празнува 3 дена. Во Црногорското и Хрватското приморје овие денови се нарекуваат Русали, а во Македонија и кај останатите јужни Словени во православната вероисповед првиот ден од духовен е и ден на Свети Троица. На духовен се вносувале билки во храмовите од нив верниците плетеле венчина, кои ги носеле како заштита од демоните, но и како практична заштита од молците и другите штеточинки во своите куќи. Гробовите се прекривале со листови од орев, а некаде се кителе само крстовите. На духовен во Македонија не се спиело ноќе на гробиштата. Луѓето седеле цела ноќ и раздавале храна за душата на покојните. Задолжително е носење на стреши во земјени садиња, кои според верувањата со символично давање на блиските преминуваат граница на оној свет и им служат на покојните во тој загробен живот. Во Јужна Србија се верува дека човек роден на дуводен секоја година на таа ноќ во стаклото, во шишето во кое има вино, може да ги види мртвите и да комуницира со нив. Почитувани слушатели, ќе слушаме една убава песна од Дамјан Стојановски. Песната носи наслов Никогаш северна. Ова песна, ова желба е по желба на пензионерскиот мембер Бојан Божиновски од Њукастел, од пензионерското друштво Гоце Делчев и од цела група и пензионерски мембери. Да ја слушнеме песната. Тешка
Kaži tada, pa da bideš moj od harem glavna. Čeka tebe Evropa i cel svet, život slatko kako med, kaži da i sebe. Tata, tata, kaži tata, tata, kaži pa ke vide slavna. Tata, tata, kaži tata, pa da ideš moj od harem glavna. Toliko seksi, toliko mlada, ti zastava, baš si glavna. Sve što saka samo kaži, ne žalam za tebe pari. Avion si prva klasa, od kafana, gdje te spasam. Sve samo žam da te soram, samo moram da te probam. Hollywood te čeka tebe, Evropa i cel svet. Tada, tada, kaži tada, pa da bideš moj od harem glavna. Samo moram da te probam. Hollywood te čeka tebe, Evropa i cel svet, život slatko kako med, kaži da i sebe. Tata, tata, kaži tata, tata, kaži pa ke vide slavna. Tata, tata, kaži tata, pa da ideš moj od harem glavna. Toliko seksi, toliko mlada, ti zastava, baš si glavna. Sve što saka samo kaži, ne žalam za tebe pari. Avion si prva klasa, od kafana, gdje te spasam. Sve samo žam da te soram, samo moram da te probam. Hollywood te čeka tebe, Evropa i cel svet, život slatko kako med, kaži da i sebe. Tata, tata, kaži tata, tata,
каде и да скитам, имам една тајна длабока. Со мене ја чувам, што и да се случи, никому не кажувам. Каде и да одам, каде и да скитам, имам една тајна длабока. Со мене ја чувам, што и да се случи, никому не кажувам. Само ти си ми мелена душа, колки моје сладко кокиче, само тебе срце те слуша. Колки моје сладко будалче, само ти си ми мелена душа. Колки моје сладко кокиче, само тебе срце те слуша. Моје сладко будалче. Неколку ноги кога не ми дојде, а ја само остана, рече дека си се забил во кафана и не ти се станува. Седам така сама, скунета и тажна, не знам што се случува. Кога ете некој на врата ми цони, мојот сладок комшија. Душа, колки моје сладко кокиче, само тебе срце те слуша. Колки моје сладко будалче, само ти си ми мелена душа. Колки моје сладко кокиче, само тебе срце те слуша. Моје сладко будалче. Колки моје сладко кокиче, само тебе срце те слуша. Колки моје сладко будалче, само ти си ми мелена душа. Колки моје сладко кокиче, само тебе срце те слуша. Колки моје сладко, колки моје сладко кокиче. Колку влюбени има во светот, да ги милувам и да ги гледам. Дали чувствуваш, мила моја, колку те сакам јас? Од малечки до големи, себе тија двајца влюбени, да се земат, да живеат, срекни да се секогаш. Од малечки до големи, себе тија двајца влюбени, да се земат, да живеат, срекни да се секогаш. Колку влюбени има во светот, да ги милувам и да ги гледам. Дали чувствуваш, мила моја, колку те сакам јас? Колку влюбени има во светот, да ги милувам и да ги гледам. Дали чувствуваш, мила моја, колку те сакам јас?
Дали чувствуваш, мила моја, колку те сакам јас? Звездите сакам да ги спојам, љубовта твоја да ја видам. Дали чувствуваш, мила моја, колку те сакам јас? Колку влюбени има во светот, да ги милувам и да ги гледам. Дали чувствуваш, мила моја, колку те сакам јас? Колку влюбени има во светот, да ги милувам и да ги гледам. Дали чувствуваш, мила моја, колку те сакам јас? Колку влюбени има во светот, да ги милувам и да ги гледам. Дали чувствуваш, мила моја, колку те сакам јас? Колку влюбени има во светот, да ги милувам и да ги гледам. Дали чувствуваш, мила моја, колку те сакам јас? Колку те сакам јас? Прости му, срце моje, прости му, ме лажем со години. Теши ме, срце моje, теши ме, Господ ке му пресуди. Тој во моето срце се разграни, пушти силни корени. Долго
pečat novih stradanja. Makedonski te pesni zlatni vekovni, čuvari se nasite granici. Što sum jaz bez tebe, Makedonijo? Kufer prazen, drvo bez koren, sokol tažen, vesnik otvoren. Nevjernima da me smenite, krv makedonska mi teče vo venite. Nevjernima da me smenite, krv makedonska mi teče vo venite. Колку страни има светот, толку душмани. Синати со своите барања. Колку песни има светот, толку вистини. Богатство се сите јазици. Македонија роди многу синови, за да спречат нови страдања. Македонските песни златни вековни, чувари се насите граници. Što sum jaz bez tebe, Makedonijo? Kufer prazen, drvo bez koren, sokol tažen, vesnik otvoren. Nevjernima da me smenite, krv makedonska mi teče vo venite. Nevjernima da me smenite, krv makedonska mi teče vo venite. Krv makedonska mi teče vo venite. Od
Kaži mi go pa do tvojta postela, tamo da te ljubam cela nedela. Kaži mi go pa do tvojta pernica, tada mi bide poslena stanica. Kaži mi go pa do tvojta postela, tamo da te ljubam cela nedela. Kaži mi go pa do tvojta pernica, tada mi bide poslena stanica. Да проследиме неколку од соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Вторник, 3 јуни, е празникот Константин и Елена. Службата од 9 сатот са баљето. Сабота, 7 јуни, е за душница. Недела, 8 јуни, Свети Тројца, 50-ница, слегување на Светиот Дух. Понеделник, 9 јуни, втор ден, Духов ден. Вторник, 10 јуни, трет ден, Духов ден. Службите од 9 сатот са бајлето. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 28 и недела на 29 јуни. Нешто од вестите од Македонија. Владата донесе оперативен план за вработување кој опфаќа 16.000 граѓани, повеќето млади до 29 години. Владата на Република Македонија ќе дава по 10.000 евра неповратни средства на млади невработени до 29 години да започнат собствен бизнис. Ова е само една од мерките од владиниот оперативен план за вработување вреден 40 милиони евра и кој треба да опфати над 16.000 граѓани. Годинава е планирано да се ангажираат и 400 потешко вработливи лица, како пожарникари кои ќе добијат по 24.000 денари месечно и ќе се стават на располагање на општините доколку има потреба за справување со пожари. За прв пат државата ангажира толков број на лица кои ќе помогнат во справување со пожарите откако го затекнавме девастираниот цел систем на справување со пожарите. На овој начин се подготвуваме за предизвиците кои следат ова лето и ќе преземиме активности со кои ќе бидеме подготвени. Што се однесува до мерките за млади. Очекувано е од вклучените лица околу 65% ќе бидат млади до 29 години, особено затоа што сите мерки се креирани првенствено да ја опфатат оваа категорија, а при тоа постојат и такви мерки кои имаат за цел посебно да ја таргетираат оваа група на граѓани. Младите се ставени во фокусот со цел да се спречи одливот на мозоци и работна сила, изјави Христијан Мицковски, премиер на Република Македонија. Мерката самовработување на младите се надополнети со две подмерки, а зголемена е и со помошта од државата. Поддршката за самовработување невработени млади лица до 29 години, која според проекциите со оваа мерка невработени добиваат поддршка да започнат или да формализираат собствен бизнес, со услов да се евидентирани во АВРСМ со минимум завршено основно образование. Висината на финансиската поддршка е 615.000 денари, неповратни средства за основање на бизнис, рече Бесар Душмани, министер за економија и труд. Лицата за да го користат ова мерка треба да бидат евидентирани во Агенцијата за вработување како активни баратели на работа, според оперативниот план за 2025 година. Владата ќе доделува младински додаток до 23 години за вработени во областа на производството во висина од 3.000 денари, како и поддршка за вработување на лица со попреченост, а ќе се поттикнува и практиканството.
Има и програми за повеќе обуки, меѓу кои и за возачка, странски јазици, компјутери, кои се однесуваат за долгорочно невработени корисници на социјалната помош и други загрозени категории со цел лицата со низок степен на образование да имат побрз и подобар пристап до вработување. Мицковски вели: Македонија во силно сојузништво со Обединетото кралство овие промени се случуваат. Председателот на владата Христијан Мицковски го поздрави поднесувањето на законот за ратификација на договорот за меѓувладите на Македонија и Обединетото кралство на Велика Британија и Северна Ирска во врска со партнерството за реализација на инфраструктурни проекти. Помина во собрание договорот за стратешко партнерство со Обединетото кралство. Ова е силно сојузништво со една од најсилните држави. Ова носи економски и политички придобивки за заедничка иднина на сите наши граѓани. Промените се случуваат, напиша премиерот Мицковски на неговиот официјален Facebook профил. Собранието попладнево во рамки на 52-та седница со 76 гласа за, 6 против, го донесе законот за ратификација на договорот меѓу владата на Република Македонија и владата на Обединетото кралство на Велика Британија и Северна Ирска во врска со партнерството за реализација на инфраструктурни проекти. Нешто и за спортот. Започнува продажбата на билети за Македонија со Белгија. Денес од 18:30 часот започнува 18:30 часот започнува продажбата на билети за надпреварот на Македонија Белгија на 6 јуни во 20:45 сатот на националната арена Тодор Проевски во Скопје од квалификациите за светското првенство во 2026 година. Цената на влезниците за надпреварот изнесува од 300, 400 и 500 денари. Навивачите и сите подржувачи на нашиот национален тим можат да купуваат билети директно преку нашата веб платформа. Во неколку чекори подгответе се за надпреварот. Посетете ја платформата, изберете го надпреварот, одберете седиште, извршите уплата. Презимето го дигиталираат како билет. Ги повикуваме сите љубители на фудбалот и поддржувачи на македонската репрезентација со фер и коректно навивање да им помогнат на македонските репрезентативци да дојдат до позитивен резултат против една од најдобрите светски селекции, соопштија од Фудбалската федерација на Македонија. Нешто за здравјето. Појавата на проширени вени можно поврзана со развој на деменција. Проширените вени се чиста појава која што погодува голем број луѓе ширум светот. Покрај тоа што предизвикува непријатност и естетски нарушувања, се почесто се истражува и можноста поврзана со ова болест и со постериозни здравствени состојби. Така, според ново истражување спроведено во Јужна Кореја, кај милиони луѓе кои имаат проширени вени, можеби има значително поголем опасност од развој на деменција. Истражувачите анализирале податоци од речиси 400.000 возрастни луѓе со просечна возраст од 56 години, од нив околу 5.000 имале проширени вени. Наодите говорат дека овие испитаници имаат 23% поголема веројатност да добијат дијагноза на деменција, пишува Daily Mail. Поврзаноста останува присутна и откако во испитувањето биле земени предвид и возраста, полот, телесната тежина, пушењето и внесувањето алкохол. Групите на мажи, пушачи и луѓе кои редовно пијат алкохол имале особено висок ризик. Проширените вени не се ретка појава. Иако најчесто се јавуваат на нозете, може да се појават и на други делови од телото. Фактори на ризик се долгото стоење и седење, како и пушење и прекумерна тежина. Иако не се сосема јасно зошто проширените вени се поврзани со деменција, стручњаците се сомневаат дека причината може да биде послаб крвоток, познат ризик фактор за оштетување на мозокот, се наведува во весникот.
се претпоставува дека проширените вени може да предизвикуваат и воспалителни процеси во телото, што исто така го забрзуваат оштетувањето на мозочното ткиво. Добрата вест е дека оние кои ги третирале своите проширени вени имале 43% помала опасност од појава на деменција предизвикана од намален проток на крв во мозокот, често предизвикувана од мали инфаркти. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно слушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативите 60 на минути. И ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. Имајте успешна работна седница. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Hunter. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday, same time. Good night.